Општината е твоето место, мало, улица, дом. Ти одлучуваш каква ќе биде. Направи го вистинскиот избор. Гласај. Локални избори 2025. Добро вечер, повтор пат денес, 21 часот и 15 минути, редовен термин за специјалните изданија на нашето Скопје. Локална програма на Вистинска телевизија во ова предизборие посветено на представување на дел од кандидатите за локалните избори 2025 година. Кога го почнавме овај предизборен циклус на локални представувања, со мојата колешка Вики Петровска заклучивме дека во некои општини нели од досегашното искуство кога сме правеле анкети и така натаму, иако не се објавуваат веќе и нема да спомнуваме нити имиња, нити бројки, граѓаните некаде велеа само нека продолжи така, значи некаде се работи за континуитет, меѓутоа во одредени општини се работи и за желба за промена. Во секој случај, во предизборниот циклус сите се рамноправни со еднаква шанса да се обидат да ја добијат довербата од гласачите. Кој за прв пат, а кој повторно. Вики, што имаме денес? Денес имаме актуелен градоначалник на една од скопските општини, кандидата за уште еден нов мандат. Станува збор за Александар Ѓоргиевски или првиот човек на општина Илинден. Токму со него ќе проговориме за неговата изборна програма и за тоа како ќе го бара гласот и довербата од своите сожители. Господине Ѓоргиевски, ви благодариме што сте дел од отворената програма на Вистинска телевизија. Како сте? Најпрво ви благодарам за поканата. Одлично вашето студио, не ми е прв пат и секогаш одлично се чувствувам и комотно одека. Јас се сеќавам на разговорите кога прв пат таму се дружевме, кога го почнавме циклусот на локални програми Скопје ми е дома. Инаку да нагласиме, нели во секоја прилика нагласуваме дека Вистинска телевизија е можеби единствениот медиум во овој регион кој што се занимава и третира локални прашања, локални теми, и тоа на дневна основа. Она што ми остане во сеќавање, ќе направам дигресија и ќе почнам така, дека општина Илинден е една од ретките општини која што го нема проблемот со негативен прираст, односно има позитивна ставка на природен прираст, иако цела држава, да не речем цела Европа, се жали за обратни процеси. Па ете, со таа констатација ќе го почнеме и овој разговор. Дали ќе продолжите курсот на тоа општина Илинден да станува посакувана општина, дестинација за млади луѓе, бидејќи претпоставувам дека има трендови на населување на млади луѓе во општина Илинден од градот. Така е. Како што споменавте и во некои други емисии сме го разговарале токму ова прашање, а тоа е дека општина Илинден е една од општините која што има стварно природен прираст и спаѓа во групата на општини, што се многу малку за жал во Македонија, каде што прирастот е во нагорна линија, односно населението расте. Дури последниот попис тоа го кажа, нели го покажа, но и овие изминати неколку години свесни сме дека населението ни е во пораст. Ние, освен што, нели, не дека кај нас во Илинден нема иселување, и таму граѓаните се иселуваат, особено таа миграција забележителна, нели, во странските држави, во европските држави, но имаме и населување. Тоа населување и таа миграција во општината е во два правци. Едниот правец е вообичаено од внатрешноста на Македонија, особено од источниот дел на Македонија, и другиот правец е од самите градски средини. Има луѓе кои што, не сакаат да живеат во стамбени згради, во станови, па избираат да си купат плац, да си направат своја куќа и се чувствуваат така и покомотно и позадоволно. Така да ние се трудиме на сите овие граѓани, без разлика од каде доаѓаат и како и од каде се и како се, нели, да и се населуваат, да им овозможиме што подобро да се чувствуваат добре дојдени во нашата општина и тука да си го градат животот, да си го градат семејството и да гледаат својата иднина.
И морам да потенцирам дека токму младите семејства се тие кои што највеќе се населуваат во нашата општина. Млади брачни парови. Јас ке се надоврзам овде низ текот на предходните изданија Скопје ми е дома. Ние како локална програма ги следиме и локалните дневни информации. Ликот на општина Илинден е изменет, вие тоа и ни го потврдивте во некојот од амнешните гостувања. Ке се продолжи ли во таа насока, како ке се развива општина Илинден доколку нели седнете повторно на градоначалничкото место? Што вели новата изборна програма, на кои столбови е создавана таа? Така, значи како што споменавте, ние го задржуваме нашиот и ќе продолжиме, нели доколку ја добиеме довербата, нашиот курс на една модерна, развиена и просперитетна општина Илинден. Тоа е нашата визија. Нормално дека општина Илинден ја гледаме како општина која што нуди можности, не само нели за граѓаните, односно за нови населувања и нови миграции, туку како место и за постојните граѓани кои што треба да се чувствуваат уште покомотно нели и позадоволно, но исто така и за бизнис сектор. Ние сме препознаени по бизнис сектор. На нашата територија се наоѓаат едно од најголемите и најреспектирани компании на национално ниво и Илинден тука на мапата во Македонија и како е многу значајна за индустријата на целата држава, па дури за бруто домашниот производ, ако сакате, затоа што токму во Илинден го имаме најголемиот БДП по глава на жител во цела држава. Така да ние се трудиме на сите фронтови, условно кажано, да искочиме во пресред, да се носиме со предизвиците и Илинден да го направиме што подобро место за живење. Како што кажавте, за тоа имаме и соодветна програма која што ја понудивме пред граѓаните и која еве во текот на оваа кампања веќе ја споделуваме, таа е јавно достапна, но ја комуницираме со граѓаните и со гласачите на секојдневно ниво и во овие преостанати неколку денови до крајот на кампањата ќе се потрудиме максимално да го искористиме просторот и да ја промовираме нашата програма. Нашата програма е многу реална програма која што е заснована на и така многу значени проекти кои што се ставени и се осмислени и се понудени во соработка со самите граѓани. Ние имавме и процес на прибирање на идеи од граѓаните, но исто така, сите овие 4 години изминати во нашата работа, сето она што го имавме забележано, детектирано, анализирано од контактите со граѓаните, од нашата секојдневна работа, сето тоа ни го даде правецот по кој треба да се движиме и да знаеме кои се оние работи кои што треба да ги поправаме во иднина. Така да генерално, како и секоја локална самоуправа, и општина Илинден има предизвици. Тие предизвици вообичаено ги наоѓаме во комуналната инфраструктура, во животната средина, во делот на образованието, во делот на социјалната заштита, во делот на спортот. Така да тие се отприлика главните теми, не помалку важни си културата и така натаму. Така да генерално во овие области го стимулираме нашиот раст и развој и голем дел од проектите се насочени токму кон овие области кои што се и изворна надлежност на локалната самоуправа, односно на општината. Докаде е она што треба да продолжи како континуитет и во што е новото? Значи, континуитетот нормално, како што кажав, се сите овие области што ги набројав и како се битни, ние по континуитет работиме. Кога сме дел од тебе, можеме да ги анализираме област по област. По област. Ние во комуналната инфраструктура и во минатиот период многу вложувавме. Именно, ќе ја земам патната инфраструктура. Во делот на патната инфраструктура негде бројката е над 80 на 85 реконструирани улици или во бројки негде над 45.000 метри должни санација, рехабилитација, реконструкција на патишта, од кои 25 км само асфалтирани. Така да во тој дел многу вложувавме и исто така ќе продолжиме и во иднина. Во самата програма се содржани многу проекти за клучни делници кои што ги планираме во наредниот период. Можам да ги набројам. Планираме еве сега најтазе подпишавме договор веќе за реконструкција на патната делница од населеното место Делјадровци кон населеното место Мршевци во должина од речиси 2 км, каде во соработка со владата е подпишан договор, избрана е компанија која што ќе работи оваа делница и веќе после изборите ќе започнеме со реконструкција. Но освен таа патна делница,
Веќе имаме исто потпишан договор за реконструкција на главната улица во Илинден, тоа е улицата 9, која што поминува покрај самата општина, основното училиште Гоце Делчев, па се до новиот кружен тек кој што го изградивме. Други исто така многу клучни улици кои што и патишта на нашата територија во план се, значи реконструкција на главната улица во Бујковци, реконструкција на главната улица во Миладиновци, патниот правец Мршевци Пучинци, патот од Илинден Конај Ватовци во делот од мостот на каналот па натаму, така да многу главни улици, главни патишта кои што наредниот период ќе инвестираме во нивна реализација и да не ја забораваме во местноста Јака, местноста Јака во Марино и таму продолжуваме, веќе две улици се спремни да се почне со изградба, тоа е улицата 103-111, во наредниот период, наредните години и други улици таму ќе се градат. Тоа е накратко за патната инфраструктура, но исто така многу битен дел и во делот на комуналната инфраструктура, но и во делот на заштита на животна средина ние изградбата на фекални канализации. Ние изминативе 4 години посетивме многу внимание на овој дел, затоа што овој дел некако беше запоставен. Тие се проекти кои што се можеби најтешки за изведба. Проекти кои што влечат највеќе финансиски средства, не се многу интересни од аспект на медиуми или за граѓаните, затоа што основна потреба на граѓаните. Се работи под земја, се условно кажано ќе употребам термин прљави за работа, и вообичаено предизвикуваат проблеми во секојдневно функционирање на граѓаните, но се многу битни. Ние се зафативме со тие работи, 23 км линии ставивме и сме една од општините во Македонија што статистички гледано изминативе 4 години има највеќе фекални канализации заедно со уште една општина, мислам дека беше Газибаба, од цела Македонија. И тоа ќе го продолжиме да го работиме во другите населени места, секаде онаму каде што немаме. Но тоа е во делот на инфраструктурата, во делот на другите области, во делот на образованието, веќе потпишавме договор за изградба на нова училишна зграда, која што ќе биде во рамки на основното училиште Гоце Делчев, кај старата училишна зграда, со капацитет од над 10 нови училни, лифтови, сите модерни услови за тие ученици. Договорот исто е потпишан и веќе ќе почнеме со реализација. На тој начин ќе го решиме проблемот со едносменското работење, кој што и во моментов ние веќе за прв пат воведовме едносменско работење во тоа училиште од последниве 5-60 години, но скративме многу кабинети. Те учениците ги немаат тие кабинети само за да може да идат во едносмена. Со овие 10 училни и ќе ги условно кажано ќе возможиме услови да може да се направат и кабинети, но исто така го антиципираме и развојот на општината. Со само прираст на населението и со нови ученици го решаваме тој проблем на подолго ниво. Така да тоа е во делот на образованието, можеби во другите области. Да, ќе одиме област по област, сладки проблеми се, ако можам да забележам, кога има деца и секогаш кога, нели, како што кажавте, се антиципираат проблемите и малку визионерски се размислува, нели, за потребите кои што во иднина можат да се појават. Споменавте неколку места, најчесто, како да кажам, рурални места. Најчесто општините, па и општините во градот Скопје се имаат рурални делови и најчесто пред избори се трудат градоначалниците, нели, барем сондирајќи го потребите и мислењето на граѓаните да не се чувствуваат запоставени луѓето во тие помали места. Ги споменавте канализацијата како основна потреба, водоснабдување и некои нешта кои што нели секој цивилизирано општество треба да ги има во 21 век. Како го правите балансот? Дали се сите испочитувани во тој, ајде да го речеме, равномерен развој во општината кој што би требало секоја општина да го обезбеди? Така е, значи општина Илинден има 12 населени места и нормално гледано ние гледаме тој развој да биде равномерен и равномерно да вложуваме. Кога сметаме равномерно, го сметаме тоа во најмала рака по глава на жител. Во деловите на централните населени места, кога збориме за Илинден, Марино и Кадино, веќе оставам тука, таму живеат 70% од населението во Илинден. Во само тие три населени места. Сите останати имаат 30% од населението. Но ние се трудиме, нели, согласно тој сооднос да реализираме проекти. Морам да кажам дека проектите што се реализираат во помалите места во тој сооднос од 70-30 дури се и повеќе.
и тоа е мерливо и затоа докажливо. го прашам. Да, така да се гледа во сите населени места и согласно потребите што ги имаат тие населени места. Јас пред еден месец и нешто имав и генерален отчет, каде што за сите овие 4 години извадивме посебен отчет на 100 страни кои што го поделивме меѓу населението, кој беше нормално и е онлайн достапен, но и во печатена верзија, каде што сите проекти беа прикажани и сите оние проекти што ги реализиравме изминатиот период, но и во самата програма сега имаме еден континуитет на проекти кои што биле започнати или не биле довршени, кои што сега ги довршуваме во повеќето населени места. Ево особено за тој дел, да речеме, кај образованието што го спомнавме, треба да напоменеме дека токму во основното училиште Браќа Миладиновци, таму има проблем со училишната спортска сала и ево таа сала што е сега, ги нема стандардите за една сала и веќе во новата програма ние имаме предвидено изградба на нова училишна спортска сала за основното училиште Браќа Миладиновци, која што ќе биде користена од тие ученици кои што се во тие 5-6 населени места, тие 6 населени места во тој дел од општината и е многу круцијален проект, не само со самите деца кои што учат, него тоа сала ќе биде користена и од самото население. Така да тој ни е вака многу битен проект во делот на образованието, но исто така во тие помали населени места, освен комуналната инфраструктура, имаме и други проекти. Ние веќе спомнам само и од туристички аспект. Направивме на Трим патека од Еватовци кон Бучинци, со Литниковци, со клупи и така натаму, која што многу се користи од нашите граѓани. Инвестиравме околу Бучинското езеро, каде што имавме простор, каде што е државно земјиште. Направивме исто Летниковци, клупи, канделабри, партерно уредување, посебни платформи за риболовци и така натаму, така да се трудиме равномерно да се развиваме. Изградени се клучни сообраќајници и ќе продолжиме во таа насока, во тој дел. Исто така во основните училишта кои што особено подрачните беа во многу тешки ситуации, состојби. Таму немавме добри кровови, ги менувавме крововите, протекува, беа азбестни во некои школи што се како многу штетни за самите ученици. Вложувавме во смарт табли, вложувавме во посебни печки за грејење, ги реконструиравме спортските терени во самите училишта, така да и на тие деца, колку и да се малку, да им доближиме да се почувствуваат дека припаѓаат во средината, дека припаѓаат во општеството и да ги дестимулираме можеби нивните родители да сакаат да отидат да мигрираат кон поголемите центри. Кога сме веќе во тој дел, сакам да го напоменам и спортот, значи во спортската инфраструктура и така имавме многу големи вложувања. Таму имавме реконструкција на 12 спортски терени, изградба на нови спортски терени. Таму изградивме нов фудбалски терен во Илинден, на посебна вештачка трава во соработка со ФФМ, кој што е извореден и каде што сега едно од главните проекти во програмата во делот на спортот е изградба на трибина, за која што исто така се ветување ќе биде, него подпишан договор со компанија. И веќе тоа е обезбедено, почнуваме со работа, 1100 седишта, со подтрибински простор е трибината, со партерно уредување, со осветлување најсовремено, така да стадион добиваме. Во делот на спортот, исто така морам да напоменам дека изградивме еден спортски центар, наречен именуване по еден паднат бранител, Драго Маневски, наш сограѓанин од Илинден, кој што содржи посебен терен, мултинаменски терен за фудбал, кошарка, ракомет, одбојка и така натаму на посебна подлога. За прв пат изградивме и атлетска патека околу него и мала трибина и го осветливме целиот тој простор. А сега почнуваме и со оградување на просторот, така да тоа е спортски комплекс кој што е од многу важно значење за нашата општина. Понатаму ги реконструиравме терените кои што спомнав во многу училишта, на вештачка трева имаме, на специјални подлоги, дури 3-14 терени имаме изградено такви, 17 детски игралишта имаме изградено, нови. Така да многу големи вложувања во тој дел, а сега во програмата за спорт имаме освен оваа трибина спортска, која што е и стадионот во Илинден и посебна патека за велосипедисти, реконструкција на други наши терени што ќе ги работиме, изработка на проект за базен, но ние не ветуваме одма ќе го изградиме, ветуваме проект и ќе видиме условите какви се. Дали ќе можеме со јавно-приватно партнерство, како ќе треба да мислиме на одржувањето. Многу е лесно кај нас, знаете, во политиката и кога луѓето идат во избори, често пати ветуваат работи што после тоа не можат да ги остварат или не знаат како да продолжат да ги реализираат.
И сега кога ќе кажеме нешто, треба да знаеме не е само нешто да го изградиш. Тоа треба и да го реализираш. Понатаму кога ќе го реализираш проектот, треба да знаеш како одржливост на тој проект. Не да се запусти, не тоа да запре до тука, него тоа треба да се одржува. Така да имаме многу проекти кои што ги ветуваме и во други области, но еве ќе запрам тука пак имате некој Верувам дека гласот ќе го барате за да ги дозавршите сите овие веќе започнати проекти. Од друга страна, општина Илинден доби средства од владата на двата повици за дел од проектите. Од друга страна пак, во каква состојба и веќе оставите општината? Општината нема да ја оставиме, напротив ќе ја продолжиме да работиме да ја градиме општина Илинден, а моментално морам да кажем ако можам да направиме една паралела од период кога јас дојдов за градоначалник и сега е 4 години период. Во тој период кога јас дојдов за градоначалник имавме многу неплатени фактури, односно во тие неколку месеци првите достасува нови фактури кои што беа во стотици милиони денари се изразуваа. Односно, општината имаше веќе многу долго, имаше и стари долгови, кои што стигнуваа и извршители и така натаму, значи се соочувавме дури со ликвидност на општината. Но морам да кажам дека од денешен аспект општината нема долгови, практично, и не само општината, кога ќе кажам дека општината нема долгови, тука пред се мислам и на нашите јавни претпријатија, затоа што Илинден има две јавни претпријатија, тоа е јавното комунално претпријатие и јавното претпријатие Водовод Илинден. И во двете претпријатија исто така немаме никакви долгови, напротив, изминативе години како инвестиравме во модернизација на тие претпријатија и во подобрување на условите на вработените со нови опреми, со нова механизација, но и подобрување на условите за да можат тие вработени и тие претпријатија да дадат што подобри услуги кон нашите граѓани. Па така да во таа насока еве само да споменам дека пред некој ден или пред некоја недела веќе кажам, набавивме нова цистерна за чиста вода која што се користи за перење на улиците, но и за достава на чиста вода до граѓаните. Но и може да се користи за не дај Боже пожари и така натаму. Набавивме цистерна уште една за фекални води која што се користи за јавното комунално претпријатие Водовод. Набавивме нова машина багер, набавивме три комунални возила, камиони подигнувачи за контейнери 2 и така натаму, значи нов трактор со приклучна механизација, мулчери, секако вид на друга опрема од дувалки, од косилки и така натаму, се со цел да ги модернизираме овие претпријатија. Гледаме јавната комунална хигиена во Скопје во која состојба е. Ние како Илинден имаме среќа. Чисто ли е во Илинден? Во Илинден не можам да кажам 3 пати почисто моментално од што е во централниот дел на Скопје. Тоа можете да дојдете да го видите на лице место и тоа граѓаните го препознаваат и многу луѓе кои што доаѓаат од градот, од централните делови, кои што доаѓаат по некакви потреби во општина Илинден или работат и така натаму, често пати во комуникација со наши граѓани, па и лично со мене, знаат да го напоменат тоа, дека Илинден, иако е на периферијата и е приградска општина, и како е многу почиста и еколошки посредена општина од дури многу централни градски населби. Во изборните програми еве на кандидатите се провлекуваат некако урбанизација, бетонизација. Каква е вашата визија за напоменавте модерна слика на општината, што ќе се случува визијата за следните 4 години во делот на урбанизацијата? Значи, видете, урбанизацијата ние не можеме да ја запреме и изградбата, на тоа што и потребата на граѓаните и така натаму за нови домови, но сакаме да стимулираме похумано живење, што мислам на тоа, да избегнуваме поголеми стамбени згради, односно А2. Ние се градат и сега згради А2, но тие се маркици што биле веќе почнати во претходниот период и ние ги довршивме тие постапки и на тие стопанственици им задовме потребни документи за да може да си продолжат со својот бизнис, но нови во овие 4 години нови постапки за нови маркици, за нови згради огромни не се почнуваат. Напротив, се гледаат да се понуди и на оние што се инвеститори да инвестираат во похумано живење, односно во помали стамбени единици, односно максимум до 8 стамбени единици. Една стамбена зграда до 8 стамбени единици, каде што веќе има таков интерес. Да не биде тоа стамбени единици со по 100-200 стана во него и така да сметаме дека во тој дел можеме максимално да идеме согласно нашата инфраструктура и што можеме да издржиме како општина. А највеќе се радуваме на оној раст и развој кој содржи пред се семејно домување, односно индивидуални куќи, така да на многу места се градат, се купуваат семејни куќи,
и во Илинден, и во Марин, и во другите населени места. Особено интересни се населените места Бунарџик и Еватовци, каде што не само за викенд куќи, него напротив многу граѓани купуваат плацеви, градат куќи и таму се преселуваат, таму живеат, што е многу интересно. Така да стануваме интересни и за тој тип на домаќинство и сметам дека тој развој на Илинден треба да го гледаме највеќе натаму. Нема да го запреме целосно овој, ќе го ограничиме, нема да го запреме, но ќе дадеме највеќе можност за таков развој на индивидуални домаќинства, индивидуално домување. Направите споредба со градот Скопје и во врска со комуналната хигиена, чистотата, здравата животна средина. И факт е дека во двата правци жителите на општина Илинден гравитираат на кај градот Скопје и има постојана комуникација и флуктуација на луѓе. Што со превозот? Така, тоа е едно од можеби најболните теми. За жал општина Илинден овие години 4 години беше немоќна околу тој дел, затоа што знаеме дека јавното сообраќајно предпријатие Скопје е во надлежност на градот Скопје и раководството што е избрано таму е поставено директно од градот Скопје, актуелната градоначалничка на градот Скопје. Морам да кажам дека имавме големи проблеми. Ние во изминативе неколку години како општина сигурно барем можеби да не набројувам, а сигурно 30-40 пати сме се обраќале што писмено, што преку посебни дописи, што преку барање средби со станоци, алармирање, ургенции и така натаму за подобрување на тој превоз. Особено страдат поодалечните места и тие линии, како што е линијата 66 од нашите населени места, делот на Кеделјадровци, линијата и кон Бучинци. И за жал многу малку слух од другата страна, многу малку соработка, практично никаква соработка. Автобусите се во очајна состојба, нередовни се и граѓаните многу се жалат за овие услуги. Тука општината едино само што имаше надлежност е во делот каде што плаќаме за некои дополнителни линии и тие фактури, иако кога дојдов имаше многу неподмирени фактури, за брзо време ги раздолживме и за овие 4 години не се должи ни една фактура кон ЈСП Скопје. Напротив, целата одговорност лежи токму кај нив. Јас се надевам со промена на раководството во градот Скопје на престојните избори, дека ќе дојде поразумно раководство и во градот и во јавното сообраќајно предпријатие и ќе имаме за брзо време модернизација на јавниот превоз, затоа што тој му должиме на граѓаните. И јас лично ќе апелирам кај новиот идниот градоначалник на Скопје. Се надевам дека тоа ќе биде и сигурен сум дека тоа ќе биде мојот колега Орце Ѓорѓиевски, за ова прашање кое што е горливо, особено за приградските општини, да биде прв приоритет. Прашувам, бидејќи некои општини, нели и во делот на другите сфери, вие имате јавни комунални предпријатија, како што велите, за среќа, кои што успешно и работат и позитивно. Некои општини, докаде се ингеренциите, дали може би се размислува, не знам, за во немили ситуации, кога соработката е невозможена или кога би се повториле такви ситуации, дали се размислува, не знам сега, јавно-приватно партнерство, ги имате фабриките, ги имате компаниите таму кои што се нели стационирани од бизнис секторот, да се нафатите за нешто самостојно, можеби како байпас, бидејќи со Вики бевме сведоци кога Вики работеше на тема, нели, Илинден и кога правеше анкета со граѓаните, на постојката чинам, затекнавме, тоа беше еден период на блокада и нефункционирање на јавното предпријатие, многу нервозни граѓани кои што беа прилично така еден куп се собраа затоа што долго време чека. Се размислува во тој правец или за сега се остава тежиштето да биде на градот Скопје и ресурсите кои што ги има градот Скопје? Видете, тоа е поврзан систем. Ние може да направиме интерен превоз, ама тој може и за општината само не функционира. Генерално граѓаните го бараат превозот да контактираат со градот, така, со центарот на градот. Да. И тука е целиот проблем. Се размислувало и на такви варијанти. Јас се сеќавам дека на почеток од нашите мандати тогашното раководство на ЈСП Скопје и тогашниот директор нудеше варијанти каде што имаше некој посебен систем на движење на целиот превоз, но за жал тогаш беше променето тоа раководство во градот од актуелната градоначалничка и веќе новите раководства тоа го запоставија и не дадува можност за развој на таков тип на
на сообраќај, на јавен сообраќај, така да се надевам дека едно од работите како реформи што ќе бидат превземени е токму тоа, да може да се направи во повеќе прстени јавниот сообраќај и ЈСП Скопје да функционира на еден поинаков начин, затоа што овој начин сега што го има на функционирање е застарен и сметаме дека треба да доживее реформи и една од точките можеби кои што во идниот мандат ќе се разговараат, нели, со идниот градоначалник на градот, во рамки сметам на Скопскиот регион ќе биде токму ова прашање, затоа што нашата поврзаност со градот е токму ова делот на јавното сообраќајно претпријатие. Втората точка која што не поврзува е делот на противпожарната заштита каде што сме зависни и третиот дел е во регионалната депонија, тоа е во Задрисла. И таму се соочивме со проблеми, е период дури иако ние немаме ниедна фактура што должиме према Дрисла во моментов, имавме ситуација пред некоја година да не ни го прифаќаат отпадот заради наредба на раководството. Па имавме такви проблеми, така да тие прашања мора да се разрешат, затоа што ние сме дел од Скопската котлина, ние сме дел од Скопскиот регион, но не сме под градот Скопје. И сметам дека за такви работи треба да бидеме да имаме некој равно партнерство и да имаме можност, нели, како општина да учествуваме и во раководењето на овие претпријатија кои што не задираат и нас и ние имаме директен контакт и сме директно зависни од нивното функционирање. Не само како Илинден и другите општини тука околу Скопје како Петрове, Зелениково, Чучар, Сандево, Сопишти и така натаму, така да сметам дека во тој дел треба да имаме посебни реформи. Да учествувате во управувањето, ако не се лажам, или? Така, да бидеме вклучени во тој дел. Зашто не? Затоа што и ние сме дел од тој систем. Ние не бараме да имаме посебно едно комунално претпријатие за јавната хигиена кој што се грижи за сметот и така натаму. Значи, градот си е посебна, ние си имаме посебно претпријатие. Во делот на водоводот ние си имаме посебно. Ние не сме под системот на водовод и канализација Скопје. Ние си имаме посебен водовод, исто така и системот го одржува нашето јавно комунално претпријатие, дури одржуваме под нас се и неколку водоводни мрежи во делот Газибава и делот Петровец. Така да во тој дел ние немаме проблеми. Проблемите се раѓаат највеќе во тој дел каде што имаме директна соработка со овие градски институции или јавни претпријатија, кои што не сме задоволни од квалитетот на услугата која што добиваме, иако за тоа редовно си плаќаме и нели очекуваме позитивен фидбек. Значи се направи еден функционален модел во интерес на граѓаните, каде што, не знам, политиката, лични суети интереси и така натаму нема да имаат. Така. Аз сме спремни дали тоа ќе биде јавно-приватно партнерство, приватници тоа ли ќе бидат и така натаму. Ставено ли е тоа во изборната програма? Во наша тоа сметам дека го има ставено градоначалникот на градот Скопје, каде што тие имаат можност. Тоа треба советот на градот да го покрене како прашање. А овие работи што ние ги иницираме, ќе бараме и од владата, нели, со определени законски измени да можеме да бидеме вклучени и да бидеме партнери во определени области каде што ние сме изоставени како општина. Споменавте дека Илинден веќе станува и атрактивно место за живење, дека се бара можеби стан или плац повеќе таму. Што конкретно имате од мерки за задржување на младите во општината во новата изборна програма? Така, значи, младите особено ни се во фокусот. Ние изминатиот период имавме многу проекти за млади кои беа насочени кон младите, но и сега во новата програма дел од проектите се во континуитет, дел се нови и така натаму. Например, стимулации, субвенции, проекти кои што ги насочува, се конкретно кога збориме за социјалната заштита, особено ќе земам детската заштита, веќе таму ние направивме дополнително проширување на детската градинка, каде што особено нели за младите брачни парови излегуваме во пресред затоа што имаат голем проблем со згрижување на своите најмали. Моментално го решивме тој проблем, но веќе со самиот прираст се зголемува и имаме нови листи на чекање. Сега градиме посебна кујна во рамки на градинката, централна кујна која што треба да продуцира оброци за целата градинка, но и за основните училишта, за оние деца што идат во продолжен престој, затоа што ние продолжен престој немавме во училиштата, го воведовме овие последните 3 години. Најпрво во Гоце Делчев, а сега во Ристо Крле. Ако ќе изградиме спортската сала во Миладиновци, таму ќе направиме преадаптација на постоечката помала сала во училници и таму ќе воведеме продолжен престој. Така да таа кујна ќе ни ги задоволува потребите за сите училишта.
А со отварање на кујната, постојните простори на старата кујна ги преадаптираме во нови занимални и исто така имаме можност за проширување за нови занимални и апсорбирање на поголем број дечиња, но во новата програма имаме ставено изградба на комплетно нова градинка. И така на долг рок го решаваме тој проблем кој што особено ги тангира помладите луѓе, односно младите брачни парови. Имаме мерка за новородено дете, тоа не беше порано случај, последните години ја поведовме, а сега ја изголемуваме, до сега беше 5000 денари за секој новороденче, сега ја зголемуваме за 20%, ќе биде 6000 денари. Имаме мерки, имаме за млади занаетчи или млади предприемачи до 35 години можат да користат субвенција од општината, односно до 10.000 денари првите 3 години од бизнисот, зашто имаме донесено и правилник, имаме и отворено повик, така да многу млади може да ја користат и таа мерка. Во делот на младите, веќе спомнам и во делот на спортисти, воведовме субвенции за индивидуални спортисти, кои што за прв пат почна да се доделуваат во општината и до сега околу 65 млади спортисти ги имаат добиено. Воведовме посебни денови на младински спорт, каде што најмладите од целата општина учествуваат во многу спортски игри, обично тоа е на крајот на учебната година и се наш таргет. Сега со новата програма предвидуваме и стимулација за секој прваче, 3000 денари, а до сега имавме и тоа го продолжуваме понатаму, ранче за секој прваче и опрема, со ранчето. Така да прибор, така да имаме многу мерки за млади луѓе кои што ќе ја изберат општина Илинден да биде нивниот дом, но и за оние млади луѓе кои што наши жители кои што сакаат да останат да живеат во општината. Предприемаштвото е едно од решенијата. Работните места зависат од соодветна бизнис клима и поволност за нови инвестиции, што со тој амбиент и продолжување на тој тренд, да речем, на привлекување на инвеститорите. Така. Морам да кажам дека во тој дел ние имаме многу голема економска активност. Имаме голема заинтересираност за изградба на нови капацитети. Во рамки на нашите економски зони работат многу луѓе, многу граѓани, не само од општина Илинден. Тука се вработуваат луѓе од градот, па дури од соседните градови. Во Илинден работат во економските зони луѓе од Куманово, од Велес, од Свети Николе, па дури од Штипи, од подалечени градчиња. После си вела што ќе патувам, ќе се преселам и така се зголем. Обично, така е. Потполно сте во право. Така да и во тој дел се развиваме. Нашите компании гледаме да имаме едно партнерство со нив. Во таа насока за прв пат ова година направивме еден саем, рековме Експо Илинден, во соработка со една компанија, каде што има можност нашите локални компании, но и други компании да можат да се изложат на самиот саем. И на овој експо имавме и како голем интерес и помина во еден изворен амбиент и се надевам дека ќе стане традиција, дека ќе го организираме и во наредните години. Но исто така морам да напоменам дека вложуваме и во инфраструктурата во тие економски зони, се трудиме и таму да бидеме, што можеме да помогнеме. Гледаме услуги да дајме од комунален аспект, нашето јавно комунално предпријатие, речиси со сите поголеми компании, има случајно договори. Ги одржуваме зоните, имаме водовод и канализацијата, например, во Тирзот е под ингеренција на општината, така да општина Илинден е максимално вклучена во подобрување на условите на нашите бизнисмени и нашите компании кои што се на територија на општина Илинден. Јас обично прашувам и констатацијата досега не е дека можеби туризмот како ставка го нема. Вие споменавте и патеки и некои моменти кои што директно спаѓаат во тој сектор и влегуваат во промоцијата. Што во тој правец морам да ве прашам, бидејќи на некој начин впечатокот не е дека некако како да го тргаат кандидатите на страна со кои што сме разговарали. Видете, реално туризмот, да бидеме реални, општина Илинден не е препознатлива можеби по туризам, ама и така. Но самите рековте дека тие видиковци или една обична патека менува многу. Така е, например, тие се места кои што се можеби помали, но се многу интересни, не само за нашите граѓани, многу и за многу граѓани што доаѓаат особено од централното градско подрачје и доаѓаат на тие излетнички места и го поминуваат своето време. Илинден е особено погоден можеби во тој дел за тој транзитен туризам, затоа што Илинден е многу
има особено важна стратешка позиција во државата, затоа што се наоѓаме на еден крстопат. Ние сме блиску до центарот на градот, предградие на Скопје, но тука поминуваат два клучни коридори и двата коридори се вкрстуваат во илино, тоа е коридорот 8 и коридорот 10, и како најважни коридори. Тука на нашата територија се наоѓа и аеродромот, така да одделот на транзитни туристи и како ги имаме, и мислам дека најголемиот фокус и за воиднина и за оној ден на нашите бизнисмени кои што се бават во овој сектор е токму тоа. Имаме изворедно и угостителски услуги, ресторани и така натаму, каде што во добар дел се посетени од многу граѓани, и во тој дел сме исто така препознатливи и интересни, така да многу граѓани кои што транзитираат низ општината знаат да застанат на ручек, на едно опуштање, и гледаме во таа насока да се движиме за да можеме што повеќе да ги задржиме тие транзитни туристи, да може да застанат, да им биде поинтересно и во делот на тој дел на гостителството да понудиме некои убави можности. И Скопјани во викенд да излети така натаму. Кога има што да се каже и многу да се наброи, времето некако и побрзо минува. Ние полека треба и да заокружуваме миневуваат од режија. Како тече изборната кампања на терен? Претпоставувам дека секојдневно сте ми ги вашите сожители, ете која ќе биде пораката која ќе упатите пред вашите сограѓани, зошто да го дадат гласот за Ѓоргиевски овој пат? Така, значи кампањата тече одлично, имаме одличен прием од нашите сограѓани, но тоа е во континуитет, не е само во овие 20 на дена, напротив, ние сме меѓу граѓаните постојано, сме отворени како општина и нормално јас како кандидат сега за градоначалник, како актуелен градоначалник, така да мојата порака можеби до моите сограѓани е секако да го искористат своето најпрвен демократско право и на 19 октомври да излезат на изборите, да си гласаат по свое уверување, без присилба и без некој да им наметне нешто. Нека изберат онаа опција што највеќе сметаат дека ќе помогне да Илинден биде уште помодерен, поразвоен и подобар. Така да јас како градоначалник само можам да ветам дека доколку ја добијам довербата на 19 ќе продолжам во уште позасилено темпо да работам, се со цел да помогнам на своите граѓани и на мојата општина, на моето родно место да биде уште подобро, поразвиено, Илинден стварно да биде еден бренд. Ќе ви се заблагодарам јас овде за вечерашното представување и секако ќе искористам прилика да ви се заблагодарам што секогаш сте достапни за ЕТ Вистинска телевизија како медиум. Ви посакувам успешна кампања. И за граѓаните овде има праша го градоначалникот на интернет страницата. Ние овде се одјавуваме и најавуваме средба веќе уште утре. Општината е твоето место, мало, улица, дом. Ти одлучуваш каква ќе биде. Направи го вистинскиот избор. Гласај. Локални избори 2025.